Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Додека Оливер Спасовски си тера партиски агенди и дели партиски книшки во Куманово, во Македонија се лее крв по улици, по домови и по угостителски објекти. Крвавиот викенд за само 36 часа донесе 3 свирепи убиства. Освен ликвидацијата на човекот во Ѓорче Петров, вчера се случи убиство во угостителски објект во Кичево и убиство во дом во Прилеп. Полицијата наместо да биде гаранција за редот и мирот, немо посматра како црнилата ги зафаќаат улиците и домовите ширум Македонија. Сето тоа е резултат на непрофесионалноста и неспособноста на првиот човек на Министерството за внатрешни работи, Оливер Спасовски. Затоа довербата во полицијата е падната на 31% меѓу граѓаните. Затоа корупцијата постојано зема замав. Затоа рекетарите се чувствуваат заштитени. Затоа убиствата станаа наше секојдневие. Затоа имаме зголемување на насилството. Животот на граѓаните им се претвори во сцени од филмовите за Дивиот Запад. Општ впечаток во Република Македонија е дека постои коалиција меѓу криминалот и власта. Речи си да нема криминалец во земјата, убиец или рекетар, кој не се има срдечно фотографирано со Зоран Заев или Оливер Спасовски. Затоа се осоколени во своето дивење, бидејќи блискоста со власта прави да се чувствуваат заштитени и дека ќе поминат неказнето. Тоа што криминалот царува е одраз на работењето на Оливер Спасовски. Кога сите гледаат како се прават матни и криминални сделки од врвот на МВР, кога гледаат селективност и нестручност, кога гледаат неспособност од Спасовски, логична последица на сето тоа е она што во моментов ни се случува во државата. Оливер Спасовски мора да замине за да се врати угледот на институцијата и да се врати редот и безбедноста во нашата држава. Тоа граѓаните го чекаат и очекуваат. Ви благодарам.